Од Rolls-Royce се пофалија дека со продажбата на 4107 возила постигнале историски рекорд во 115 годишното постоење на компанијата. Значајно е тоа што во споредба со лани зголемувањето изнесува дури 22%. Според раководството на компанијата, најзаслужен за ваквите резултати е новиот Фантом. На добар прием наиде и Калинан, чии рокови за испорака се подолги од половина година. Истовремено порасна и профитот, така што во Rolls-Royce не се грижат за својата пост-Брекзит иднина. Ваквиот нивен став воопшто не го менува фактот што 90% од возилата се извезуваат. Сепак додаваат дека се подготвуваат за најлошото. Меѓу другото, ги прошируваат складиштата и бараат алтернативни канали за снабдување. На слични чекори се решија и во Мини, чии резултати се проценуваат за доста стабилни, иако е забележано опаѓање на продажбата за 2,8%. Нивниот оптимизам се базира на долгорочната стратегија за следење на трендовите, која годинава на пазарот ќе го донесе првиот електричен модел на марката. Од иднината не се плашат ниту во Астон Мартин. Со воведувањето на новите модели кои наидоа на многу добар прием, компанијата веќе заплови во профитабилни води. Таа за постигнатите резултати заслужено е освои Компани Бест наградата, што ја доделува најголемото независно автомобилско жири во Европа, Аутобест. Значаен чекор за стабилноста на компанијата е и тоа што за прв пат во историјата Астон Мартин ги понуди своите акции на лондонската берза. Кај Бентли пак се слуша сосема друга песна. Финансиските резултати длабоко се навлезени во црвено, во првите 3 квартали лани е остварена загуба од 122 милиони фунти. Според некои проценки, марката од секое продадено возило губи во просек по 15.000 фунти. Тоа ги налути акционерите на Volkswagen групацијата, кои нималку суптилно изјавија дека може да се случи да го загубат трпението ако нешто не се смени во наредните 2 години. Мрачно е расположението и во Jaguar Land Rover. Резултатите од работењето се разочарувачки, а прогнозите за блиската иднина лоши. За ублажување на последиците инвестициите се намалени, а доста од трошоците скратени, заради што учеството на салонот во Женева е откажано. Во една од фабриките на компанијата лани е воведена 3-дневна работна недела, со цел барем малку да се одложи отпуштањето на илјадници вработени. До тоа сепак ќе дојде затоа што вината се префрла на неизвестноста околу иднината, демонизирањето на дизелите и млакиот интерес на британската влада за електричните возила. Јасно е дека Брекзит во британската автомобилска индустрија ќе ги смени правилата на игра, но уште појасно е дека во неа ќе останат само оние играчи што ќе се прилагодат.